Добар ден, вака се собравме денеска да го изразиме нашиот револт. Неколку пати до сега излегуваме на протест, меѓутоа слухот институциите нема. Најголемиот проблем наше депонијата Вардаришта, која што званично веќе 30 години затворена, меѓутоа на терен работите не стојат така. Напротив, секојдневно се гомила ѓубре таму, кое што испушта неверојатна смрдеја, на секаде доаѓа смрдејата, на селбите Маџари, Сингелич, хиподром, од таа страна на Вардар, Лисиче, аеродром, сите се труеме од таа депонија. Дополнителен проблем е фактот што пред 2 години веќе поставена од страна на град Скопје претоварната станица, која што не работи под никакви стандарди, односно се положува неселектирано ѓубре на отворено, кој што седи тука неколку дена, па потоа се транспортира во Дризла, а за тие неколку дена тоа дополнително ја појачува смрдејата. Најголемиот проблем во целата приказна представува диво населените роми, без никакви национални предрасуди, меѓутоа тие се тука без регулиран статус, во главном доселени од Косово, кои што секојдневно палат се и се што, дополнително оштетуваат се и се што, крадат материјални општествени добра, се со цел да дојдат до железо кој што го продаваат до отпадите за железо, кои што исто така работат без никаква контрола на институциите. И нашиот апел до институциите и тоа да се провери работата на отпадите кои што генерираат многу крадење и дополнително загадување на животната средина. Милион проблеми има во нашата општина, би навели уште еден, Бувљак пазарот, кој што тука секако работи на диво, генерира невидена смрдеја и е извор на зараза, така да тоа е нашето барање до општина Гази Баба да итно да се дислоцира тоа. Би сакал да истакнам дека од институциите на нашите барања во неколку наврати имаме поднесено петиции за сите овие барања, нема никаков слух, поготово во општина Гази Баба буквално не постоиме за нив. Единствени кои што на нешто одговорија се град Скопје, кои што дадоа некои одредени ветувања минимални, меѓутоа резултати сега за сега од никаде нема. Дека сега за сега ќе се блокираат влезовите на депонијата, се со цел да прекине гомилањето на ѓубре, дополнително гомилање на ѓубре во депонијата. Инаку за ремедијација не пренасочија кон Министерството за животна средина, бидејќи изговорот нивен е дека пари нема за тоа. Инаку студија има, тоа знаеме, направена е студија, меѓутоа никој не работи студија, никој не работи на студијата. Имавте еден протест, ова е втор протест, што понатаму? Па понатаму нашата идеја е да продолжиме со протести од една страна, од друга страна институционално да го бркаме ова, ќе бараме прием до владата. Значи, затоа што ова не е проблем на населба Маџари, ова проблем на целата котлина Скопска. Оваа депонија е буквално во срцето на Скопската котлина и ствара стварно голем проблем. Нашата цел е да разговараме со властите на централно ниво, за да би можеле да го решиме конечно проблемот.